Океј, здраво на сите, добро дојдовте во ново видео на македонски јазик. Денеска ќе правиме видео како да направите 500 денари, 700 денари, 1000 денари или повеќе дневно од yield farming со криптовалути. Значи, колку треба капитал да се инвестира за да може да се дојде до тие 500 денари или 1000 денари или повеќе на ден или 100 денари, зависи нормално секој различно колку има капитал да инвестира. Сега, тоа видео ќе биде малку подолго, како и секогаш, затоа што треба да појдам на повеќе различни chains, за да видиме на Sui, ќе видиме на Solana, на Arbitrum, значи на повеќе networks и да видиме колку би се заработувало. Зошто? Зошто е тоа важно сега? Сега ќе ви кажам. Пред неколку дена, кога цел маркет одеше нагоре, значи кога биткоин беше 105-108 илјади кога дојде, вие треба да разберете дека јас бев контактиран помеѓу 7, 8, 10, понекогаш 15 луѓе на ден. Дневно секој ден ме контактираат, ме прашуваат каде да влезам, што да правам, како да правам. Нормално. И жалното е што сега кога имаме добар пулбек на многу токени кои што се по 30, 35, 40, 50% долу или повеќе, само од пред 10 дена, мене ме контактираат точно 0. Еден или двајца кои што веќе комуницирам со неколку недели поред, знаете кои што се, и едниот од нив е иницијатор за денешното видео. Значи, никој не ме контактира кога маркетот оди надолу. Кога маркетов ќе се качи над 100.000, 105, 110, 115, сите ќе почнат пак да ме прашуваат што дај, каде, што, како. Значи, сега е моментот да направите вие на математика, да направите размислување каде треба да се позиционирате, од каде треба да излезете, во кои позиции да влезете, каде да направите DCA, затоа што сега се прави DCA надолу. Не се прави кога, примерно, еве да појдеме на Cardano. Примерно кога Cardano беше еве тука до колку е дојден 25. Па сега сме ние надолу колку 10, 20, 30% долу од пред само 10-15 дена. Разбирате? Нормално. Може да оди уште надолу. Може да престане да оди надолу, никој не знае. Но во глобала во моментот сме во bull market. Така што се очекува, нели, биткоин да стигне, овие недела сега се празници, сето е малку slow down, нели, сето е бавно, така што сега се земаат добри позиции. Маркетов е толку бавен и нема трейдинг волумен. И зошто го правам ова видео денеска? Затоа што е многу битно да разберете во ваков маркет колку вие би заработувале пасивно, која е реалната слика. Затоа што кога маркет оди нагоре, сите се среќни, пумпаш под 5, 10, 15, 20% на ден, yield farming пука по 1-2% на ден, сите среќни, сите ти продаваат се и знаете што викаат сите? I told you. Не бе брат. Сега е моментот да се каже I told you. I'm telling you. Ете така, нормално. Може да маркет уште да паѓа надолу, во глобала не ми е многу гајле во овај момент. Зошто? Затоа што јас сум за долгорочно. Се надевам во наредните 3-4 месеци до кај ќе имаме добар бул маркет нагоре, после ќе видиме, ќе го следиме трендот. Ајде да одиме да не ја тупам многу. Значи, ве молам, следете го македонскиот канал тука Крипто Македонија на YouTube, ќе биде, извинете, на Telegram, линкот ќе биде под самото видео. Има исто така, каде беше, има еден на Macedonian тука, Macedonian BTC, исто е добар на Telegram, ќе го ставам линкот, исто и тој е истиот и на Twitter, доста активен, следете го да се подкрепуваме и да си помагаме, а за Антонио нема потреба да зборувам, сигурно сите кои што ме следите, го следите и Антонио. Антонио, поздрав до тебе, другар. И така, забрзо ќе организираме сигурно пак една добра конференција во Прилеп или во Велес. На пролет се надевам, треба да ставиме дата. Рано е се уште, но сме близко до договор. Сега, неколку детали да ви споделам со вас. Гледајте го во видео за Top Goal. Го направив вчера. Ви кажувам уште од сега. Има некои информации, нели, street word на улица, дека ќе има доста позитивно, by the rumor, sell the news, за 5-6 дена ќе има некои информации, колку е вистина не знам, јас малку зедов, риск капитал, ако појди 2-3x, супер, земи си профит, избегај, уште од сега ви кажувам, немој да речите, не сум спомнал ништо. Така да ќе видиме. Цената денеска, дај да видиме, само да видиме на гол, да видиме 0,045 беше. Може ќе оди надолу, може не, но ќе видиме за 4-5 дена 0,043. Еве ја цената, која ќе направам следното видео, точно ќе биде понедела, до тогаш ќе имаме вести, ќе видиме дали е вистина или не. 0,043. Ако појдува до 0,1,
а значи сте направили 150% и ако да, може да ми се заблагодарите тогаш. Сега, друго нешто, излегува многу добар нот. Некаде средината на јануари ќе се продава, денеска имав разговор, ќе правам интервју со самиот човек кој што е тука, многу интересен нот на SuiChain. Ќе ви споделам повеќе информација кога ќе дојде време, ќе биде $999 некаде. Малку е поскап, но е доста интересен. Најубавото е што е на Sui, че може да се продава самиот нот како NFT. Тоа е доста различно. Ајде сега да одиме и да одиме на самите чейнови. Првим да почнеме со Solana. Сега, колку пари ни се потребни, дај да најдеме добри пулови. Нема да одам што е тоа yield farming и сите тие работи, затоа што се објаснав во претходните видеа. Денес одиме стриктно горе-долу кои пулови денеска би биле добри да ги играме. Сега, ако појдете на Solana, ова е најголемиот DEX на Solana, кој што се вика Radium. Гледайте, за Sol со AI 1.16Z, нели, овај кој што е денеска експлодира во последниве 48 часа, од фи, значи од провизија, овај пул, овај нели базен тука, ние даваме ликвидити, има 665 милиони трейдинг волумен, луѓе кои што купуваат и продаваат, провизија се платило $164,000. Замислете, сите тие пари, знаете каде ода? Дел за самиот exchange, мислам не е многу голем дел, а сите 90% и повеќе ода за овие кои што дават тука ликвидити. И затоа вие тука денеска ќе заработите над 3-4-5% на ден. Нормално зависи од ренчиците ти работи, но тоа е ризично. Дајте да одиме на нешто посериозно. Примерно добар пул кој што и реалноста колку плаќа, сега ќе ви го покажам, е рендер со Sol. Рендер со Sol пишува 59% APR, но е малку повеќе. Сега, тоа е реалноста, значи ова е реалноста, зошто? Нема многу голем трейдинг волумен сега. Значи сега сите спија и сега може да видиш лично колку вие би заработувале од тој пул. Така? Дали се снимам иначе? Се снимам? Да, добро. Сега, ве молам сите прашајте ме долу под самото видео, споделете го видео доколку што може повеќе луѓе, за да едуцираме и да му помогнеме на повеќе луѓе. На секој еден оној кој што ми пишал, на секој еден одговарам. Ете така. Исто, гледајте го во видео од Алекс Бекер, што го направи за Алекс Бекер, добри интересни токени и за Супра давам 1000 токени гратис, оставете коментар, може да добијате. Добро, одиме назад. Sol со рендер. Значи треба да имате, нели, Phantom Wallet, си префрлате Solana. Во претходното видео објаснав чекор по чекор сите тие мали детали кои што треба да ги знаете. И сега, примерно, вие треба да ставите тука еден рейндж. Solana и сега рендер и Solana, јас сум во овој пул од доста долго време. Сега, рендер, јас мислам дека ќе направи outperforming на Solana. Тоа што значи во овој пул, ако појдам во овој момент, и ако јас кажам дека рендер би одел малку нагоре, чекај се, значи треба да смениме тука рендер во Solana. Значи јас мислам дека рендер би пошол малку погоре надолу, не би мислел дека би слегол многу понадолу, значи 5% долу. А добри, еве, примерно, 15% нагоре, 13% нагоре, точно и толку добивам. Тоа е горе-долу по 0,3-0,3,5% на ден. Значи тоа е реалната слика во овај момент. Така, нема многу трейдинг волумен и толку би добивале. Дури тоа е малку повеќе, ако ставите по широк рейндж, нели? Вие би добиле 90%, што и тоа не е лошо. Значи ако рендер направи 20% над Solana, но во овој момент мислам би се движеле доста слично, јас бих пошол и до 15-16%, ние би добивале по 105%, значи 0,3% на ден, горе-долу. Значи ако вие ставите $1000, тука вие би добивале по $3 дневно. Така? Така. То се 150 денари, 160 денари. Значи вие за да добивате пута за 500 денари, вие треба да ставите горе-долу $3000.
нели по 0.3% и $3, 1% е 30 нели долари, 0.3 околу 9-10 долари, значи вие би добивале околу 500 денари со вложени $3000. Не заборавајте, мислам многу битно да кажам, не сум финансиски советник, се што кажувам е моје лично мислене, значи не ви продавам тука благ леп едноставно, значи тоа е providing liquidity, значи даваме liquidity. Пак да кажам, се што ве молам риск капитал, значи само пари што може да ги изгубите. Сега, што е тука лошото во овие ренџи, ќе кажеме кога ќе излезите out of range. Значи тоа е горе-долу реалност. Значи со $3000 вие би заработувале 500 денари на ден. Може би не се многу, но тука јас сите ги учам. Значи се обидувам да ве едуцирам. Што треба? DeFi како бизнис, значи ова е бизнис. Значи кога цената на Sol ќе порасне нагоре и рендер, јас не клавам сега многу Sol со USDC. Зошто? Затоа што Solana, мислам, се надевам ќе пои 300, 350, $400. И ако јас ставам некој liquidity со stable USDC со Solana, и ако Solana појди нагоре, ако ренџот ми е 250, ако Solana појди 260, јас ќе бидам цел конвертиран во USDC. Значи, кој токен оди нагоре се конвертира во тој што е надолу. Што е понискиот токен и обратно, ако еден токен оди надолу се конвертира во другиот токен. Така. Мислам, тој што оди надолу, не се конвертира во него, оти купува. Ако одиш нагоре, продаваш од тој што е понискиот, значи од тој што е повисокиот го продава, оди во тој понискиот. Сега, се објаснато во претходното видео или гледајте ги видеата крипто како бизнис 1, 2 и дел. Прв дел, втор дел, трет дел. Сега, тоа е за рендер и сол. Значи тука ни требаат горе-долу значи $3000. Кога ќе се зголеми самиот трейдинг волумен на ден, сигурно вие ќе правите 0.4-0.5%. И сега некој ќе каже, ами јас треба да инвестирам $3000 за да земам 500 денари на ден. Да, но големата слика е друга. Вие имате кешфлоу, вие имате секој ден пасивен приход. Така, кога сте во ренџ, кога сте out of range, нема пасивен приход. Не сте значи, гледајте го претходното видео, пак ќе кажам, има многу малицки информации кои што ги споделувам. Така, тоа е за Sol со рендер. Нормално, ако вие земате помалку, нели, APR, ако сакате да сте помалку ризичен, може да земете 20% нагоре, ќе земате 0.88, што ич не е лошо, што може би тој уште подобар рендж. Затоа што може би рендер ќе го направи повеќе на Solana ќе пои нагоре, затоа што е доста надолу. Сега, одиме на друг. Сега за Nosana. Тоа е многу интересен пул. Ајде за Nosana. За Nosana, јас го гледав, Nosana е многу интересен токен. И јас Nosana го бендисувам доста и во овој момент има Nosana со Solana или јас бев на Nosana со рендер. Уште сум, ама во овој момент не плаќам многу. Nosana со рендер, ако појдите, тоа е на Orca, вториот најголем DEX на Solana, нели? Појдите тука на костум и вие мене и гледајте се, Solana рендер со Nosana. Мене не ми е излезен out of range, излезе за еден ден и се врати. А горе-долу ми е 10 до 13% плюс, 10 до 13% на минус. Точно во овој рейндж ми е горе-долу. И вие ќе видите дека тука би земале 0.46% на ден. Јас земам 0.30. Значи мене ми е малку сигурно поголем. Nosana со рендер, ако вие го сакате Nosana, ако мислите е добар за мене лично, мислам дека е добар токен. Со рендер си одговараат и ги стави двајцата во позиција, иако двата токени, иако тука пишува 0.10% на ден, вие треба да појдете тука на костум и да видите колку би заработувале. Сега ќе видите дека вие би заработувале горе-долу исто колку рендер со Solana. Значи тоа е рендер со Nosana. Значи Nosana за мене е добро токенче, доста low market cap и мислам дека ќе направи outperforming на рендер или можеби ќе се движи заедно. И ако мислите ќе направи outperforming на рендер, значи тогаш вие треба да имате повеќе Nosana од рендер. Така. И сега, значи кога ќе ставате пул, еве го 60-70% Nosana, оти колку што оди Nosana повеќе нагоре, продава и во рендер. И рендер се купува. Така. И вие тука би заработувале исто 0.4% на ден, од долната граница сте ја поместиле малку поблиску, минус 6% и може да ставите примерно 0.23%. Пак е добар. Тоа е на Orca. Еве ти добар пул. И горе-долу парите систи.
околу 2,5-3 долари на ден за 500 вложени за горе-долу 500 денари на ден. Тоа ќе флакшуира, ќе оди горе-долу. Јас тука заработував по 1,5% на ден пред само 10 дена. Сега сум 0,3, 0,3, 30, 0,4. Горе-долу туку заработувам. Сега. Многу паднаја APR на Binance Chain. Не можам да ви покажам денеска затоа што реалната слика кога ќе отворите на Crystal, тоа е една апликација која што ја користам јас за да ставам liquidity, не е точна. Има некој баг денеска покажува ненормални APR што не е точно да ви кажам и затоа за жал не можам да ви покажам. Значи јас сум тука влезен во неколку пулови, нечем да го споделувам портфолиото затоа што тоа се сепак многу лични работи и не е убаво да се споделува се на интернет. Јас од 100-105% на ден, 150-200, сега заработувам по 50-60% на ден. Зошто? Затоа што трейдинг волумен падна многу надолу. Пута 3 пати падна помалку надолу отколку пред 10-15 дена. Значи треба да го знаете тоа. Ако некој заработува 150, ви треба да видите средно колку би заработувале. Сега, ајде да појдеме да видите на еден многу интересен пул, пред да одиме на SUI, колку јас заработувам со Евеко. Ape со Ethereum на Uniswap. Тоа исто преку Crystal. Тука е мојот пул колку јас заработувам. Сега, имам два Ape со Ethereum. На Uniswap и на Camelot Finance. Тоа е DEX на Arbitrum. Ова е Arbitrum Chain. Така, значи различно. Сега, Ape на Camelot шо е? Заработувам многу малку во овој момент. 45% беше над 100%, не знам што се случи, многу малку за да има трейдинг волумен ова една недела. Сега, гледайте тука колку јас сум заработил Ape со Ethereum. Вклучително сум ставил $1,560 пред околу 2 месеци. Сега вредноста ми е 1,668. Сум заработил $860 профит. Гледате тука? Така, сега. Дај да видам тука дали се гледа. Тука точно. Ова е сега за 30 дена колку јас сум заработувал. Значи тука ќе ви даде на слика со овие пари $1,500 колку јас заработувам. Значи на 29 ноември сум заработил $10 и овде значи гледате колку јако на Crystal имате цела историја од 30 дена наназад. Тука сум заработил $7, тука сум на ден, тука 12, тука 26 кога експлодира сето, тука $32 на ден, тука 6, тука 3, тука 4, тука 4, тука 3, па сум излегол out of range, па сега се вратив и јас направив ребаланс. Зошто? Затоа што Ape појде од 1 и нешто до 2 и нешто долари, значи скок на 100% и нукна долу сегаш минус 60%, значи сега е сепак многу добра цена. Па тука сега правам 24 декември некни пред 4 дена $16, па $5, па $4,5. Значи што се случува во меѓувреме? Јас си ставив liquidity, јас го сакам Ape токено, го сакам и Ethereum, значи не ми пречи ако е конвертиран во еден или друг токен. И во меѓувреме друго чувам тој токен, си ставив liquidity и си земам пари. Значи имам long портфолио каде што го чувам и имам DeFi портфолио за cash flow. Тоа го објаснувам на секој видео. Некаде 20% ми се тука парите, можеби малку повеќе во овој момент и имам daily cash flow. Зошто? Затоа што тоа е како бизнис. Оти утре ако излези некој токен, јас сега имам $44 да се направам клейм. Можам да ги извам, можам да ги продам и да си купам нешто друго. Ево, например, оне гол токено, кој што мислам дека сега ќе појди пута 2, можеби или ќе рукне надолу, нели? Ќе ги земам, ќе се инвестирам. Оти тоа мене ми е профит. Ете, може да видите една јасна слика колку би јас заработувам со 1,560, во моментов $1,600, 1,580, извинете, оти минус тие. Значи $1,600 вложени, еве колку видите колку заработувам, 16, па 4, па 5, па 4, значи 200, 250, 300 денари, овде заработував $1,500 денари на ден, значи оди горе, оди долу, оди горе, оди долу. Ете, ова е еден пул, значи ова е лично колку јас заработувам. Сега, последно што сакам да ви скажам, има доста многу да се, значи можам да зборувам до утре, 20 минути. Ајде уште малку. Еве, гледайте, ова е пак лично од мене. Гледайте, јас сум сега на аеродром. Зошто? Аеродром минатиот пат направи видео. Јас сакам да собирам аеротокен и најдувам, барам добри пулови. Овие се по-ризични, пак ќе спомнам,
поризични пулови. Отиграм Клима, кој што падна 10-15% овој деној, но и беше ова 180%, сега е 88% APR. Ова е статично секој еден ден. Ова не е concentrated liquidity, ова е класичен L2. Значи правиш тука LP pool и го даваш. Внимавајте, треба 5 пати да направите approval, stake, delegate your stake. Горе-долу 4-5 пати за да дојдете до овие за почнете да работувате на аеродром. Аеродром е најголемиот DEX на base chain. Сега, што направив минатата недела? Го најдов овој пул. Chump. Зошто Chump? Оти Chump е многу мал токен за гейминг и доста неколку јутубери почнува да го спомнува. Само 78 милиони market cap. Така, 88% се во циркулација, имаше многу добар лаунч. Многу fair launch. И сега ценава стигна до 11, сега некаде има добар дно, не е дно, ама високо дно, ајде да кажеме, околу ова цена тука, точно 0.09. Сега јас си креирав еден стейк, тука си ставив околу таму $150-200, значи тој е поризичен. OX го изиграв ризичен, ставив 400, сега ми вреда околу 800. Во меѓувреме што се случува? Гледате. Тука с emission имам, не знам колку е тоа, мислам околу 2 недели некаде, да си соберам $37 или јас го сметам во аеро. Зошто ти аеро во моментов е долу? Значи 1.50-1.60 колку е? Беше 2.20-2.30. Значи аеро во моментов е долу минус 40-50% од пред 2 недели. И сега јас имам 24 аеро, имам 42 аеро, имам 10 аеро. Значи ја имам 24, 40, 60 и 70, околу 80 аеро токени имам. Тоа си се $120 во вредност. Можам да ги земам да ги продам. Што правам? Не. Си чекам. Знам дека аеро ќе се качи. Се надевам. Аеро е добар токен. Гледајте го од Антонио видеото за аеро, ќе видите. Добар токен, јас си заработувам. Овие APR паднаа, значи тука работи многу различно. Аеродром, ова беше 120, 200, 220, падна са 66, не го чепкам, си крцкам. Зошто? Оти трейдинг волумен е многу ниско. Овај чамп е, тука имаш со биткоин. Ако биткоин оди нагоре, добиваш на пуло заедно. Ако чамп оди нагоре, добиваш и биткоин и чамп заедно. Ако едниот или други оди нагоре, губиш од двата надолу. Значи ова е класик L2 пул. Океј, тоа е за аеродром. Значи, колку пари пак треба да имате? За тука треба да имате, значи јас тука заработувам аеро. Значи малку е различно да се пресмета, тука е горе долу 0.9% на ден. Значи на $1000 вие би заработувале околу $9 дневно, околу. Значи ако аеро падни, како што паѓа сега, значи овие вредеа 10 аеро, мене ми вредеа примерно $25 пред 10 дена. Пример. Ама сега вреда $15. Зошто? Оти аеро падна, значи 1.30, колку аеро 1.30, не знам. Океј, одиме на последното што сакам да ви кажам каде сум на SUI. Тука сум? Не, каде е SUI? Многу интересен токен кој што е ненормален, многу кој што плаќа е Virtual. Virtual токено, Virtual, еве го. Virtual со VET, ова е на Base Chain, исто го користам Crystal алатката. Virtual во моментов е речи си all time high. Гледајте ценава, значи го пропуштив 50 пати токенов. И нечам да влезам, нечам да направам хайп, како беше, FOMO, нечам, а секој пат кога викам нема да влезам че паѓа, секој пат се качува уште нагоре. Сите се токени надвор од циркулација, 3.5 билиони, 482 милиони трейдинг волумен за 24 часа. И што се случува на Base? 24.000 фи на овој пул. 50 милиони само во тој пул имаме. И колку гледајте сам. И да ставите дека токенов ќе паѓа минус 20% долу, плюс 20% горе, вие заработувате средно 0.9% на ден. Тоа се многу пари. Значи тоа се стварно многу пари. Тоа е. Ете, може да се направите математика, нечемот тоа е веќе голем број, значи тоа е реален во моментов, но ако се срини надолу, тоа е. Ама секој пат кога викам че се срини, никако да падни. Колку пати го пропуштив и толку ми е мака, мај. Како и да е, чека да зумирам сликава да видите. Гледајте кај. Мислам, тука не купувам токен, јас паш неко сака и $10 некој. Јас не купувам тука. Би купил тука на $2. 2, 2.20, 2.30 би направил DCA. Ама од 0.5% до 3.50, то ти е 10, 20, 30, 40, па то ти е 50, 60, 70x, 60x направил. Значи 6000% од октомври до сега. Значи
Ще зборуваме. Просто не го чепкам, не ви зборувам повече. За него се изнервирам. Айде да видим нещо друго. Айде да видим за Суи. Гледайте за Суи колко е интересно. Суи, сега ще ви кажам аз во кои позиции сум. Суи во моментов е много добар чейн. Треба да ова нещо излегува, не знам кој е, ама добро што имам добар антивирус. Има една веб страна некоја што треба да видам кој е сака да украде информации. Може би false positive. Суи е много интересен. Суи во моментов плаќа стварно добро. Имате Суи со USDC. Чекајте малку. Најголемиот DEX на Суи се вика Citus. На Citus имаме 173 милиони трейдинг волумен. Имаме 220 милиони total value locked. Знам, че тоа е во liquidity, што е премногу пари. Сега, Hippo е много добро. Токен, че тоа е мим токен, се нема да зборуваме. Но јас денеска би разговарал за Deep со Sui. И ако појдете на Deep, во моментов е исто all time high. Много добар токен, много добар има чарт. Околу 0.5 му беше средно, се продвижи до 0.12, падна долу 0.8, 0 дојде до 0.13, сега се држи јако околу 0.09. Но сепак треба да видите циркулација и сите ти работи, но за мене е добар токен. И во овој момент, јас, ако влезете внатре, би заработувал, зависи од рейндж, околу 102-30%. Беше 107-80 класика последниве неколку недели. Исто така, добар токен, може да појдите да видиме, Суи со Hippo, го кажав тоа, но Суи со Бак, тоа е Бак е долар, не го играм, тој ми е ризичен. Би пошле, кој беше интересен, Суи со USDC, ако сакате, може да играте, има добар, околу 130-40%. Нели, APR, тоа е на годишно ниво. И дај да ви ја покажам мојата позиција. Ева е мојата позиција. Deep со Суи. Тука сум надвор од рейндж, NS со Суи, треба да направам ребаланс. Кога ќе кликнете тука, гледате сега. Имам 1360. Тука пулот ми беше околу 1100 или 900 долари некаде. Ми е нагоре околу 25-30% заради Deep што летна нагоре. Имам да си земам 150 долари. Тука средно во овој момент за не покажува колку би заработувале, да видам, мислам не покажува, ама еве гледайте, бев надвор од рейндж, сега од Deep летна нагоре, сега се вратив. И сега што ќе направам јас? Во овој процес јас ќе направам малку ребаланс. Зошто? Затоа што мислам дека Суи пак ќе појде нагоре 20%. А само ако појде нагоре 7%, извинете, Deep. Ако Deep појде нагоре само 8%, Суи остани тука, јас ќе излезам out of range. Но мислам дека ќе направи исто добар перформинг, може ќе направам ребаланс и малку ќе го направам понагоре да е барем 15% тука. Сега јас колку заработувам тука, тоа е од околу, мислам 2 недели не сум направил клейм и средно околу 10% тоа е, значи 10-12% сум направил. Не заборавајте, Суи во моментов е исто all time high. Така, зборуваме за колку беше, дојде до 4.80 са 4, не, малку, значи Суи е минус 16%, а Deep е минус 26%. Значи мене вредноста на тие ми е минус 20% пред една недела, кога тие бие all time high, мени вредноста на овие пари ми се горе-долу околу сигурно 160 ми беше, 170. Значи тоа е, јас мислам дека тоа ми е за 2 недели заработка. Ајде да речеме 5% на месец, извинете, на недела, тоа се околу 20% на месец, тоа се премногу пари. Но не заборавајте, Deep и Суи во овој момент има многу трейдинг волумен, многу е добар. Иако е долу трейдинг волумен, пак е доста добар. Значи, ова се заработи исто кога беше пред една недела, кога трейдинг волумен беше плюс дупло од денешниот трейдинг волумен. Значи, тоа е средна заработка. Сега, сигурно ќе заработувам дупло помалку ако трейдинг волумен остани вака. Но што правам јас? Не го чепкам. Може би ќе направам компаунд, ама неќам многу компаунд да правам, затоа што сум задоволен тука. Ако цената на Суи се иста или сега можам да ги земам, да ги продам, да си купам од тој токен гол, ако појде дупло и така правиш, ги корицам парите, да направам повеќе пари. Ете така, се надевам разбравте доста. Секогаш кога ќе ставате некоја позиција, многу е важно да разберете дали јас, гледайте, на Ethereum има многу добри пулови, ондо во моментов плаќа топ, на Ethereum ама фи е многу скапо. Сега, кога ќе појдете во некој пулови, гледайте да изберете blue chip токени. Зошто? За кога двата токени ќе појдат нагоре, примерно, иако земате помалку провизија, ама ако двата токени појдат нагоре, вие да имате price appreciation од двата токени.
Друго нешто, кога и да влегувате во некој пул, размислете, дали ако јас сега заработувам 1% на ден, ако вредноста на тие проценти ми биде на 0,5% на ден, дали јас ќе бидам задоволен со тоа или не? Ако е не, значи изберете друг пул. Немојте да влегувате во многу ризични токени, затоа што може многу лесно да излезете out of range. Секој пат кога правите ребаланс, заклучувате impermanent loss, што долгорочно може да ви се одрази многу непријатно во вашата вредност на парите. Кога правите ребаланс, објаснив на претходното видео, само направете толку малку колку да влезете назад во ренџ. Значи, кога пак ќе повторам, кога ќе влезете во некој пул, размислете дали ако вредноста на тие APR што ги заработувате или се заработувате 0,5% на ден, ако падне долу до 0,3% на ден, дали вие ќе бидете среќни. Сега гледајте колку интересно. Последно нешто и заминувам. Вие имате примерно токен X токен, NEAR, така? И правите LP. Вие имате 1000 NEAR токени во вредност од $1000. Сте направили LP, како јас, ова што ви го кажувам, пак ќе се вратам тука на мојот пул. Ова ми е 2 месеци. Пред 2 месеци ставив $1500, сега ми се 1600. Тие 1500 појдеа до 2300 и се вратија назад до 1500 во овој момент. Оти сум влегол во многу добра позиција, затоа на почетокот на видеото кажав, сега се моментите каде што треба можеби да направите некои добри позиции, да видите што има pullback најмногу, влегувате, ако има уште pullback, правите уште DCA внатре. И така да вашиот average range го стегувате долу. Кога ќе летни нагоре, земате профити. Сега buy low, sell high. И сега, ако јас ги чував тие пари во Ape токен од пред 2 месеци, $1500, ќе ми вредеат $2300. Многу луѓе ќе речат, леле, вредат 2300. Дали вие сте продале? Тоа е прашањето. Дали јас ќе продаев? Не. Оти сакам тие да ми вредат 4000. Оти стануваме сите алчни и чекаме да појде биткоин до $1000, до $1,000,000. Но во меѓувреме дур чекаш, зошто да не заработуваш? Значи 1500 стигнеа до 2300, се вратија долу до 1500 пак, така? Но во меѓувреме јас што направив? Заработив $800 фи. Thank you. Си ги клавам в джеб, си земам или ги чувам на страна или ги продаваш што сакаш пред, тоа не ме интересира. Ете тоа е силата на daily cash flow. Не очекувајте ќе биде сјајно секој ден. Јас имам 30 пула што е премногу, немој толку дојдите, но добро 4-5 пула, почнете со $10, играјте, експериментирајте. Прашајте ме секој прашање што имате. Ви благодарам многу за вашето внимание. Внимавајте тоа што кажав за Top Goal, гледајте го супер, ставете коментар за да добијате 1000 токени гратис и ве молам гледајте ги видеата ако може мој и Антонио до крај, затоа што многу помага за YouTube да го сподели видеото подалеку. Одам да јадам, отиче ми степа од долу. Ајде, чао.